Со оглед на тоа дека летото носи повеќе игра на отворено, повеќе време на отворен простор, во природа, паркови и слично во дворовите, станува потенцијално и убодувањето од инсектите. Посебно треба да ги заштитиме нашите најмили кои што сакаат да го искористат летото и сакаат да бидат на отворен простор. Затоа кои убоди се безопасни, кои убоди треба веќе да ги алармираме и да побараме лекарска помош. Денес ќе ни открие нашата прва гостинка на Викторија. Станува збор за примариус доктор Емилија Манасиевски, специјалист по педиатрија. Добре ни дојдовте во студиото. Добро утро. Да, верувам дека ова ќе бидат корисни совети за сите родители, мајки, татковци кои што сакаат да ги заштитат своите деца. Токму така. Добро утро, доктор Емилија, и од мене благодарам што ја прифативте нашата покана токму преку утринската на Алфа да ги споделиме сите овие корисни совети, како што каже и мојата колешка, кои што верувам на родителите и на сите оние со мали дечиња ќе им дојдат многу добро. А летото си носи убоди од инсекти, комарци, крлежи, разни видови на инсекти. Ете колку се чести во оваа сезона, во овој период од годината и кои инсекти најчесто предизвикуваат проблеми кај дечињата? Добро утро, прво сакам да ги поздравам гледачите на вашата утринска емисија. Секако дека убодите од инсекти се актуелна и доста честа проблематика со која што родителите пристапуваат во нашите амбуланти летно време. Инсектите циркулираат во зависност од територијата и секоја територија држава си има своји ендемски видови. Кај нас најчесто се убодите од комарци, за среќа поголемиот дел од нив се со бенигни, безопасни локални кожни алергиски реакции, а доста чести се убодите и од оси, пчели, поретко од стршлени, кои што исто за среќа завршуваат најчесто со локална реакција на место на убодот. Понатаму крлежи, како што напоменавте, мравки, може би некои домашни бубачки, бедбакс, така наречени тавтабити на македонски, кои што исто така дават безазлени алергиски реакции и уште доста други летечки инсекти кои што може да предизвикаат најчесто локална кожна алергиска реакција. И сега кога станува збор за убодите од инсекти, ние малку повозрасните сме и свесни и одговорни, меѓутоа кога говориме за дечињата, тие некогаш и не знаат да кажат кои се симптомите за нормална реакција од убоди од инсекти, а од друга страна кога е потребно родителите да се јават на доктор, да побараат стручна помош, односно и да разграничиме помеѓу нормална реакција и она алергиска реакција, па дури инфекција која што може да се јави секако. Така, секако, најпрво е во обзир треба да се земе возраста на детето. Помалите дечиња не знаат да кажат така кога имаат некој проблем, па најчесто тука алармантни симптоми се, да речеме, вознемиреност, лош сон, разразливост на детето, покрај локалните кожни симптоми. Тие симптоми што се локализирани само на определени места од кожата, да речеме на поедини делови, каде што се всушност и убодите од инсектите, се манифестираат најчесто со едно црвенило, оток, еритем, понекогаш и појава на меурче, кај оние деца кои што имаат малку почувствителна кожа и кои имаат хиперреактивност на имунолошкиот систем, може оваа реакција да биде малку побурна и на самото место на убодот, па често кај дечињата може да се јави поинтензивен оток, особено во пределот, ако убодот е локализиран во пределот околу очите, имаме еден така наречен скитер синдром, каде што имаме баш буквално оток кој што го затвора окцето на детенцето, меѓутоа тој оток е карактеристично дека како што брзо настанува по самиот убод од инсектот, најчесто комарец, така и постепено брзо се повлекува. Што е алармантно и кога родителите ве треба да побарат лекарска помош? Во сите оние состојби кога реакциите на кожата се многу интензивни, се пропратени со многу силна вознемиреност, со многу силно ширење, може би по цела кожа, со интензивно црвенило, интензивно чувство на топлина. Тоа се симптоми од како кои ја карактеризираат поинтензивна алергиска реакција на кожа. Меѓутоа, алергиските реакции знаеме дека не може да прогредираат и да се манифестираат со системски симптоми. Сите симптоми кои што се придружени кај дечиња со едно бледило, со една состојба на нарушен свест, може би и колапс, понатаму интензивна стомачна болка, која што често пати е толку интензивна што децата може буквално да легнат на земја и да се превиткуваат, појава на повраќање, проливи, гушење, отежнато дишење, свиркање во градите, една континуирана
промукнатост, засипнување, зафаќање на гласот се симптоми на една тешка алергиска реакција, односно анафилакса, позната помеѓу пациентите и лекарите, и се апсолутно индикација да се побара лекарска помош. Но не се само алергиските реакции, нели тие што побаруваат лекарска помош, по одредено време по окаснувањето од инсектите може да настане и инфекција, како на самото место на убодот, така и некоја поинтензивна системска инфекција. Најчесто локалните инфекции на место на убод се тие што се проблематични, што ги мотивираат родителите да пристапат во нашите ординации. Тие се изразуваат со едно поинтензивно црвенило, топлина, понекогаш можеби секреција од местото на убодот, дали е тоа, да речеме, некоја серозна, бистра секреција или можеби гнојава, која што е секако причина да дојде за преглед кај лекар. И за среќа, многу поретки се системските интензивни инфекции. Тука да би ги набројала како поопасни менигоенцефалитите кои што ги пренесуваат инсектите, особено комарците, крлижите, но за среќа, пак ќе кажа, во наши услови тие се исклучително ретки, иако самата болест е со еден рапиден, брзо прогредирачки тек кај детската популација и нечесто исходот е доста лош. Колку, доктор Емилија, родителите денес се одговорни, односно се консултираат со стручно лице, без разлика за каков убод од комарец се станува збори, без разлика на последиците, од друга страна во споредба со домашното лекување можеби на своите дечиња? Така, па благодарение на социјалните мрежи и медиумите, верувам дека поголем дел од родителите знаат како да се справат со своите дечиња во вакви ситуации, меѓутоа не е добро нели да се повтори, некогаш во медиумите се пласираат доста информации без нели некој филтр што е исправно, што не е исправно. Покрај медицинските препарати кои што ни се на располагање, секако постојат и домашни лекови. Во прв план тука се мисли на некои етерични масла, како масло од лимонова трева, од еукалиптус, кои што има така поинтензивен мирис и би ги одбиле инсектите од кожата на децата. Меѓутоа сите останати други домашни, да речем, начини се покажале како несоодветни и некорисни. Така, и сега во пролет и во почетокот на летната сезона се почеста играта на дечињата низ зелените површини, кои што се па можеби простор каде што најчесто ако се среќаваме со крлежите како такви. Колку е можеби опасно сами да ги третираме крлежите, и кај возрастните и кај децата секако? Така, ова е доста убаво прашање. Значи, секој пат за одредена ситуација, ако немаме знаење, познавање, немаме искуство, не сме се сретнале, подобро да се побара лекарска помош, одошто да сами нешто пробуваме да направиме дома, со тоа да ја вложиме состојбата кај нашите дечиња. Многу е важно при останувањето на крлежите да знаат и родителите, бабите и дедовците дека не се препорачува премачкување на местото каде што е вгнезден крлежот со никакви средства. Се препорачува, значи, нивно отстранување со помош на пинцета, на тој начин што крлежот се опфаќа што е можно поблиску до кожата, директно, убаво со пинцетата. Не треба да се прават движења кружни во и обратно од стрелките на часовникот, туку едноставно крлежот да се повлече под прав агол нагоре во еден потек и на тој начин да се отстрани. Секако ако не успеат, нели, тука се лекарите за помош. Да, извини, Вики. Може ли да ми ја решите енигмата зошто некои дечиња се омилени на комарците? Јас како дете бев омилена и уште останав омилен плен на комарците. Значи, веројатно тука фактор има генетиката, крвната група, топлината на телото, понатаму нели самите миризби, потта што е лачи нашиот организам. Кај некои дечиња предизвикува да тие бидат посензитивни, почувствителни, попримамливи, а некои да бидат одбегнати, да не бидат често таргет на инсектите. И сега, доктор Емилија, во интерес на времето, ние споделивме повеќе совети и препораки за родителите, за бабите, дедовците и сите оние кои што ете можеби ќе ги третираат нивните најмали дечињата. Јас би сакала ете како резиме можеби за она кое што вашата матична болница го нуди од 15 јуни до 15 септември како еден од најголемите приватни центри за породување. Давате 10% попуст на секое бебе за користење на скоро сите здравствени услуги. Малку повеќе за овој промотивен пакет би сакале ете да слушнеме токму од вас. Така, значи клиничката болница Џебадем Систина како државен и регионален лидер во областа на гинекологијата и акушеријата со своите услуги, со својот врвен квалитет
со кој што низ годините наназад донесоа повеќе од 25.000 живородени дечиња во изминатите 25 години наназад, се секако символ за сигурност, безбедност и врвна медицинска грижа и нега кај своите пациенти и подобро утре како за идните мајки, така и за нивните дечиња. Многу ви благодарам уште еднаш што ја прифативте нашата покана, ни го разубавевте ова утро студиото на телевизија Алфа и ете пренесовме до сите наши гледачи корисни совети и препораки на оваа важна тема, можеби на почетокот на летото. Се надевам ќе имаме простор и можност да говориме на многу корисни и други теми токму во телевизија Алфа. Ви благодарам, доктор Емилија. И благодараме на вас, секогаш ми е задоволство кога треба да зборуваме за детското здравје. Благодарам.